Јади бурек дома. Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојавте во уште едно издание. Јади бурек на ТВ Сонце. Се надевам дека ве наоѓам во добро здравје, прибрани дома, како што и треба да сме и во овие мигови. Се прибираме, полицискиот час наскоро започнува, а јас се надевам дека ќе го задржам вашето внимание, затоа што гостин онлайн го имам на Skype доктор Драган Данаиловски. Доктор Данаиловски, добро вечер и добре дојдовте. Особена чест ми прави. Добро ви најдов и благодарам на поканата. Се надевам ќе имаме добра дружба вечерва. Знаете што, секаде ги гледа вашите настапи и ве представуваат како епидемиолог, но во вашиот титулар стои епидемиологија и биостатистика и медицинска информатика. Овие термини ми се релативно познати. Што стручно значат во суштина? Па видите, епидемиологија е медицинска дисциплина, нели, специјалност, која што се занимава со масовните настани. Не само масовни настани од заразна етиологија, од заразно потекло, туку се што се масивни настани се предмет на интерес на епидемиологијата. Главно орудие, главна алатка на епидемиологијата е статистиката. Без статистика, апсолутно било какви обсервации, било какви согледувања во врска со, да кажеме, дистрибуцијата на некои варијабли околу врзано, да кажеме, за демографски варијабли и така натаму, кај некои масовни настани, еве како сега да речеме со COVID-19, ме интересира колку машки, колку женски, каква е дистрибуцијата и така натаму, и сега сите тие податоци, ако останат така на купче во база на податоци, сите знаат Excel база на податоци да направат, ама што од тоа? Од таа маса на статистички, на здравствени податоци во врска со одделните варијабли, ако не се направи и една статистичка обработка во смисла на тоа да се види дали постојат одредени разлики во дистрибуцијата, врзано за разни територијални единици, врзано за разни временски периоди и така натаму. Ако не се постави прашање на што се должат тие разлики меѓу одделни популацијски групи, да речеме разликата меѓу машките и женските кај COVID-19 е во полза на машките. Зошто почесто заболуваат машки? Се поставува прашање, нели? И тоа провоцира да се бара одговор. Тоа го прави статистиката. Односно, статистиката овозможува, да кажам, математички, ако сакате, или екзактен доказ или потврда или негација на одредени хипотези што се поставуваат во тек на епидемиолошкото собирање на факти. Медицинската информатика пак е дисциплина која што постоела од секогаш, меѓутоа во денешно време со достапноста, односно технолошкиот наш напредок, со едноставно неподносливата достапност и умење да се користат придобивките на современата технологија, сите знаат да ракуваат со компјутер, денес е апсолутно доволно да имате еден паметен телефон и да го имате целиот свет на дланка. Значи, медицинската информатика пак е, би рекол, орудие за она што е дознаено, она што е докажано во епидемиологијата, со помош на статистиката да може да се пласира, да се дистрибуира, да се афирмира и да биде, да кажам, она што е најдено достапно до најшироката јавност. И не само што со тоа, ако ние ги знаеме овие податоци? Еве, позади мене иде на YouTube, ова е веќе месец дена иде, генералната статистика во светот. Колку заболени, колку мртви, колку излечени, каде во која земја и така натаму. Ја имам на Джонс Хопкинс онаа статистика светска. Што мене ми значи како предпоставувам епидемиолозите, кои се заклучоците што треба од таму да се излечат и за кого? За лекарите или за фармацијата? Видете, статистиката, односно согледувањата на епидемиологијата се преточуваат, односно се артикулираат со помош на
статистички методи во заклучоци кои што се екзактни, имено заради тоа и епидемиологијата е, да кажам, научна дисциплина, не е општествена наука кај што се базира на обсервации само и на дескрипција. Во случајов имаме можност обсервациите да ги квантифицираме, да ги прикажеме нумерички, да ги прикажеме екзактно, од една страна, и од друга страна да ги прикажеме нагледно, да формираме табели, да формираме графикони, кај што апсолутно станува и без да се има увид во конкретните нумерички податоци, имаме увид во, еве како што е графиконот позади, точно можеме да визуализираме, да кажам, трендот на одредена појава. Па ние врз основа на тоа согледуваме како се развива, да кажеме, еве конкретно COVID-19. Па какви мерки да преземе Светската здравствена организација, државите? Сигурно, значи тие трендови постојано можат да се следат и апсолутно при во одредени моменти кога се аплицираат одредени методи, еве на пример како сега од утре ние ќе имаме можност да живееме во една, да кажам, ситуација. Не од кај мене, од кај него е. Си извинувам. Ајде, јади бурек, имаме доволно време и малце опуштени да видиме. Уживе. Некоја порака ти пристигна, не е проблем. Одредени интервенции кои ќе се применат. Добро. Статистиката служи и со графичкото прикажување и со помош на, да кажам, математичките модели да согледаме дали одредени интервенции се успешни. Тоа тек ќе го видиме, нели? Дали тоа функционира или не. Се што се аплицира како мерка. Така. Ајде да ве прашам, имате големо искуство, вие сте еден од ретките епидемиолози, кај нас ги нема многу, како стручен смер, со олкаво искуство говорам. Дали, ќе ви поставам неколку подпрашања. Прашања и подпрашања. Па вие ќе ми даете широк одговор. Дали можете да споредите ова што сега се случува со било што како епидемиолошка појава со олкави размери? Дали одговорот на државите следствено спрема каков е вирусот по вас е соодветен на мерките кои се преземат? Цел свет е во карантин и цел свет е во полициски час. Претеравме или малце преземаме? Дали се толку драматични состојбите или се претерани реакциите, или се е тоа следствено токму на таа статистика? Па ќе се обидам поред, нели? Тука има 3-4 прашања, во низа ќе се обидам да ги одговорам. Првото прашање... Бидете слободно обширни. Да. Ова е нешто што за прв пат се среќаваме после планетата Земја, се среќава после 103 колку има таму години, поточно од времето на пандемијата на шпанскиот, така наречениот шпански грип, кој што беснееше на планетава 1918 до 1920 година. Тоа беше период кога непосредно туку што завршуваше Првата светска војна. Навистина во тоа време и имаше една да кажам една состојба кај населението на исцрпеност заради војната, 4 години пред тоа глад и така натаму. Се обидувам, односно тоа е нешто што се нуди како објаснение зошто тогаш од заболени околу 500 милиони жители на планетава, смртни случаи имало меѓу 50, се цени и дури до 100 милиони. Тоа е 10% од светската популација. Човечка популација, да. Меѓутоа, тоа е време кога се уште немаше антибиотици. Тоа е време кога едноставно науката беше на едно, да кажам, приземно ниво. Апсолутно не можеме да се споредиме како цивилизација, како медицина која што сега поседува знаења со тоа време тогаш. Така што, меѓутоа има нешто интересно. И тогаш, и сега, барем еве во моментов за COVID-19, односно за вирусов COV-2, нема лек. Се уште нема лек, се уште и тогаш и сега немало
тогаш вакцините не се ни користеле, нели? Значи, ниту вакцина, ниту... Во таа смисла сме апсолутно во една иста позиција, зашто и тогаш и сега на прво место што се презема се, јас ги викам, средновековни методи. Истите оние кои што и во 14-тиот век Европа ги преземаше за да се заштити од црната смрт, од чумата, кога 1/3 од вкупната популација во Европа е десеткувана. Ајде да ве прашам, црната чума беше вирус или бактерија? Не, тоа беше бактерија, Yersinia pestis се вика, бактерија која што денес многу едноставно се лекува со антибиотици, како и секоја друга. Имаме, нели, наши домашни, да ги наречам, животни, микроживотни, како што се стрептококи, стафилококи и така натаму. Значи, нешто апсолутно аналогно е и таа Yersinia, причинителот на чумата, или пестис латински. Меѓутоа, во тоа време, нели, не знаеле ниту за бактерии, ниту за вируси. Ни раци, ни хигиена и така натаму. Мислеле дека се тоа некакви испарувања што го ја шират заразата и така. Вратете се на ова, значи, ете, споредба на, правите добра компарација со шпанскиот грип, значи, прашањето мое, другите кои ви ги вметнав, беше за колку оваа реакција е соодветна и дали е доволна или претерана, пошто цел свет е во карантин. Така. Значи, практично, она што во времето на шпанскиот грип, на почетокот на 20 век, претежно се користело како методи, како мерки, ние тоа истото го правиме. Тоа се тие мерки на рестрикција, рестриктивни мерки, кои што можат да бидат од, како што и беше на почетокот, да бидат врзани за препораки да се редуцираат социјални контакти, па се до драконски мерки на строг карантин, како што тоа го направија кинезите. Значи, тоа ја ги викам средновековни мерки, затоа што не сме мрднале подалеку во однос на структурата на тие мерки како тоа време во 14 век. Она што во моментов стои на располагање дополнително, тоа е што покрај тој локдаун, таа рестрикција што се применува, постои и нешто друго, а тоа е активно барање или трагање по контактите. Ама тоа е нешто што подоцна ќе го елаборирам ако дозволите. Како втор сет на мерки. Ме прашавте дали се мерките соодветни. Јас би рекол дека цела планета бевме затекнати. Цела планета беше затекната. Кога се случи за прв пат да се јави болеста во Кина, во градот Вухан, има сознание дека и тие, кога почна да расте бројот, и тие просто не веруваат дека се јавува нова болест. Докторот, еден очен лекар, кој што за прв пат сигнализираше во Кина, дека во Вухан, дека станува збор за нов створ, за нова болест, дека станува збор за апсолутно нешто што може да се закани во епидемиски размери да почне да се шири, тој беше замолчуван. Тој беше уапсен и му беше наредено, да речем, од официјалните власти во Кина да молчи. Така што тие долго време не признаваа ни самите пред себе, ниту пред светската јавност дека имаат проблем со епидемија, со некоја нова болест. Верувам дека во меѓувреме работеа на идентификација на вирусот. Така што, оној момент кога се свестија дека станува збор за апсолутно, би рекол, нов организам сепак од познатото семејство коронавируси, дека е тоа нов тип на коронавирус, јас ги викам братучет на COVID-1, причинителот на SARS во 2002-2003 година и на малку подоцна 10 години во 2012-13 година MERS, на вирусот MERS, на болеста MERS. Значи, тоа MERS е свинскиот грип. Извинете? MERS, дали е тоа свинскиот грип? MERS, Middle East Respiratory Syndrome. А свинскиот грип? Свинскиот грип е сосема
од причинителот е од друга фамилија вируси. А Едни не од COVID, коронавирусите не од се корона. посебно семејство вируси, Добро. кои што имаат специфична структура, личат на круни и така натаму со оние боцки нивни. Да. Сите се тие слични, дури меѓу нив има и 4 типа кои што иако имаат отприлика 90 и нешто посто геном, генетска структура, 4 типа од нив одамна се и кај нас присутни како причинители на обичната настинка. Грипот. Како cold е познато. Не грипот. Обичната настинка. Обична настика. Кога ќе речете, аха, ме фати ладот, настинав. Вие добивате она позната кијавица, Добро. шмркате, кашлате, засолзени очи и така натаму, лечел, не лечел, една недела поминува. Нема пневмонии, нема компликации, нема ништо. Бенигна работа. Значи, причинители таму се мноштво на така наречени норавируси, ротавируси, коксаки вируси и така натаму, меѓутоа во случајов има и 4 типа на коронавируси кои што велам се блиски роднини на овој наш сегашен гостин, натрапник, кој што ни е познат како изгледа, затоа што апсолутно е сличен со неговите братучеди, ама има некои карактеристики кои што го прават сепак да се одвојува од нив, односно да се наоѓа меѓу планетарната популација како меѓу апсолутно една осетлива групација, затоа што е до там толку многу измутиран, што за него нема апсолутно ниту еден жител на планетава специфичен имунитет. И заради тоа едноставно е, како да речем, разбеснет, би рекол, не знам кој збор да го употребам, како во авлија без кучиња напредува, затоа што едноставно нема отпор. Нема отпор со тоа што неговото ширење е дополнително зголемено или потенцирано заради тоа што е покажано дека неговиот така наречен репродукцијски број, значи бројот на осетливи лица што заболуваат од еден заразен е некаде околу меѓу 2 и 3. Значи еден заразен заразува други 2 или 3 лица, што прави да во осетлива популација начинот на ширење, ако не му се застане на патот, оди по врз основа на експоненцијална функција. Што значи експоненцијална функција? Тоа значи дека на одреден период бројот на појавени случаи се удвојува. Тој така наречен период на удвојување или дуплирање. Ај направи само, докторе, ве молам направете и комперација, например, со обичниот грип. Зошто ова не можеме да го прецепираме како обичен грип? Како што ја дознав, грипот се шири 1 на 1. Зошто не се шири грипот 1 на 2 на 3, како овој? Грипот, вака, оној што беше пандемиски грип, тој имаше отприлика сличен, да кажам, репродукцијски број, како што го викаме стручно, како и COV-2 вирусов или SARS-CoV-2. Коронавирусов, ја ќе го викам. И од него луѓе со намален имунитет многу почина. Зошто од овој е поопасен од пандемискиот тип, за пандемискиот. Сезонскиот грип, кој што се одомаќи меѓу нас и секоја сезона се јавува прво на јужната полутопка на планетата, потоа на северната, нели? А така се јавува, не сум знае. Се јавува како сезонски грип. Како сезонски грип. Во времето на зимата, така. Кој што меѓутоа има сега помала инфективност заради тоа што репродукцијскиот, тој базичен репродукцијски број му е некаде од 1,18 до максимум 1,8-1,9. Што е тоа? Што е тоа репродукцијски број? Тоа значи, тоа е мерка на заразноста. На заразноста. За разлика од коронава кој е 1:2-3. Кај короната е меѓу 2 и 3. Добро, да направам разлика, професоре, учам и ја. Утре треба за 6 барем нешто да знам. Кој ќе ми испиташ? А кај сезонскиот грип е меѓу 1 и 2. Не достигнува ниту 2. Значи, еден заразен заразува меѓу
меѓу 1, нешто до 1,8. А зошто е така кај грипот? Му опаѓа моќта, ако јас се заразам, па го заразам колегата зарази трет, кај третиот веќе тој што се заразил од мене, тој вирус веќе ослабува ли? Па видите, не ослабува, туку станува збор за, да кажам, јас нели реков, као домашно животно ни е сега, веќе целата популација, независно што секоја година се случуваат, да кажам, промени во генетската структура на вирусот на грипот зборуваме. Добро. Секоја година се случуваат, он мутира, така му е табиетот природно. Добро. Мутира, ама мутира до толку што само, да кажам, делумно станува поинфективен од неговиот предходен сој, од неговиот предходник, така што кај популацијата генерално веќе има некое сеќавање за него, има веќе некој имунитет кој што го штити човештвото да не дојде до пандемиско ширење. Така што ако дури не би постоела вакцина, секоја година нова вакцина се прави за сезонскиот грип, дури кога не би била таа, не би дошло до пандемиско ширење, затоа што сепак кај луѓето, кај човечката популација, има една базична отпорност против него. Кај КОВ-2, овој новиот сега, такво нешто нема. Тој, велиме, Тоа значи дека нашиот имун систем не го препознава, не реагира? Нема како да го препознае, не се сретнал досега со такво слично нешто како него. И се додека тој не се раскомоти на планетарно ниво, 66%. 60%. Значи, ако не преземаме никакви мерки, овие средновековните, рестриктивните и некои други поспецифични, да речеме специфична терапија, веќе се наоѓа или уште подобра ќе се најде за година и пол некаде најмногу и специфична имунопрофилакса, ќе има вакцина и така натаму. Значи, ако тоа не се презема, тој ќе си напредува се додека не освои 60% од човечката популација. Па зашто тогаш полицискиот час? Значи, неминовно е планетава, човештво, да заболи 66% да биде заразено. Чекај сега, мораме да правиме разлика. Мене ме фаќа паника. Едно е заразено, друго е заболено. Или не? Битно е 60% максимум од популацијата да биде инфицирано или да стане имуно. Дали ќе стане имуно врз основа на инфекција и ќе има асимптоматска слика, нема да има никакви симптоми, или ќе има манифестна слика со клинички форми од лесна до најтешка, критична, или таа имуност ќе се обезбеди вештачки со вакцинација, тоа е тотално небитно. Битно е да се обезбедат 60%, битно е дека ќе се обезбедат 60% од... Не, да го прашам колегата, пошто го третирам како обичен гледа. Дали ти е јасно што го кажува лекаров? Мислам, ако не ти е нешто, ја можам уште да го потпрашам, бидејќи сакам што е можно повеќе луѓе да го разберат што збори. Ја го разбирам, ама ја малце повеќе имам навлезено во целава работа. Значи не треба да се дообјаснува. Добро. Океј. Значи, сега доаѓаме до суштинското прашање. Ако веќе мораме сите да се заразиме, за да го развиеме тој имунитет, колективно, лично, уствари во суштина, колективен. Дали ќе го речеме колективен, мене ми е тоа само збор кој ништо не ми значи. Како викаме колективен имунитет или herd immunity, имунитет на стадото? Не знам, мислам дека е само фраза по мене, ама тоа е мое. Зошто тогаш вакви мерки преземаме? Има сега еден концепт кај што викаат нордиските земји немаат вакви забрани, нема полициски час, им функционираат сите сегменти, само со тоа што е дадено бидете дисциплинирани во тој така наречен social distancing или социјална дистанца. Не се групирајте и така натаму и така натаму.
Мора ли вакви средновековни мерки и зошто мора или зошто не мора? Дали малце е панична, нели сега се враќаме на основното прашање од пред 10 минути што ви го поставив? Мене ми е жал што ќе го кажам ова сега што ќе го кажам, ама ако ние имавме менталитет како швеđаните, немаше да правиме вакви средновековни чекори и мерки да преземаме. Толку. Во суштина, зошто мораме вакви мерки да преземеме? Кога и онака мораме да заболиме 60% па и повеќе. Добро Да се заразиме. Добро прашање. Пред да ви го одговорам прашањето, само ќе ви посочам примери, сега, примери актуелни, во врска со пристапот, стратегијата на пристапот во врска со пандемијава кај Обединетото кралство на Британија, на Холандија и, ако сакате, и Шведска дури. Добро? Но британците ми се најеклатантен пример. Добро? Наспроти сите укажувања на експертите на Светска здравствена организација, ама ајде нив да ги тргнам настрана, они се според мене на некој начин бирократска организација. Во ред? Експертскиот свет, епидемиолозите, вирусолозите, сите ги опоменуваат дека тој пристап што англичаните го заговара на почетокот, дека представува на некој начин руски рулет. Руски рулет, зошто? Зашто тие одеа од поидовна една предпоставка дека најдобро е што е можно побрзо популацијата во Британија да се стекне со колективен имунитет, со тоа што ништо нема да прават, никакви забрани, никакви рестрикции, нема да затвараат школи и така натаму. И дека спонтано ќе си се обезбеди тој колективен имунитет и дека штом ќе се обезбеди, можам да ви објаснам зошто, кога ќе се обезбеди 60% од популацијата да е имуна, било со вакцинација, било со заболување, ама немаме вакцинација сега, тогаш ќе стигне епидемијата, затоа што веќе вирусот нема кого да зарази, односно, оние 40% што ќе останат осетливи, ќе бидат толку, да кажам, ретко дистрибуирани меѓу овие отпорните 60%, што веќе нема да има доволно шанси за да се воспоставуваат ефикасни овие, како се викаат, ланци на инфекција. Во тој случај, оној така наречен репродукцијски број би се спуштил под единица и тогаш епидемија нема, стивнува. И што се случи во Англија? Да, и уште само да спомнам, тие планира сите да ги пуштат курбан, Добро. на милост и немилост на вирусот, но само ранливите популацијски групи, постарите луѓе и оние што се имунодефицитарни да ги заштитат, односно да им препорачаат седење дома, изолација. Добро. Па мене ми звучи логично. Што е проблемот со овој концепт? Многу паметно звучи, меѓутоа што се случи кај нив? Почна толку во вид на лавина да расте бројот на заболени. Ај го отворам страната, ја вие говорите да отворам на Џон Хопкинс страната. Дај ми кадар некој широк, режија, за да отворам интернетот. Докторе, продолжете, ве молам. Почна толку да расте бројот на лица, на пациенти на кои што им е потребна хоспитализација. Смени ми кадар? Настрана оние позитивните. Настрана оние што ќе бидат инфицирани, што станува инфицирани и без симптоми. Ама тие се проценува сега дека е таа пропорција некаде меѓу 17-18% до 50% според некои автори. Туку овие другите на кои што им треба болничко лекување, почнаа да растат енормно. Така што и држава со ресурси како Британија виде дека ќе се соочат со страотен наплив на пациенти во нивниот здравствен систем, дека се заканува да се пречекори капацитетот на нивниот здравствен систем, така што одстапија. Се сторија пишман, велеше дедо ми. И се, би рекол, под принуда на реалноста, решија да се
да ги применат оние мерки кои што Светска здравствена организација ги препорачува, цел свет што ги применува, тоа е рестриктивни мерки и од друга страна активно барање на инфицирани случаи. Дали смеам да ве парафразирам, да се обидам. Значи, во суштина, ние овдека со овие мерки само купуваме време за да не го срушиме здравствениот систем во нашата земја. Бидејќи нашите капацитети се очајно ниски, мали, во суштина тоа е целата работа. Да купиме време, да оние заболени кои се од ризични групи имаат фер шанса да им се пружи каква таква заштита, додека дојдеме ние до таа бројка како што и целиот свет. Значи, затоа во светов имаме полициски час, затоа што мораме да купиме време и во прашање се, најверојатно, што би била ваша проценка? Колку би била смртноста по овија статистика, кога ништо не би преземале, со сиот овој памет кој го имаме, па дури и шведски, ама знаеме, кај нас е претежно Индија, Африка, наура, не верувам, земјата е рамна, марсовци, кемтрелови и така натаму, ке палиме столбови од 5G, 5G ни зрачи, ни прави вируси и крај нема. Но, интересно ми е прашањето, па сигурно немате прецизен одговор, никој нема, но може да се шпекулира. Дали ова пандемиски би било со резултирање како шпанскиот грип 10% од популацијата да ја покоси? Па ние го имаме тоа веќе. Повелете. Имаме практично Италија, еве италијанското сценарио ќе ви го понудам како да речам пример. Се уште се случува, иако кај нив почнува да стивнува пожарот. Италија може да ни послужи како пример врз основа на со кој што можеме по аналогија да заклучиме што би било и во цел свет. Практично нив ги дочека целата работа неподготвени. Многу доцна ги презедоа мерките, такви какви што ги презедоа. Имаше таму некоординација и, ако сакате, и во менеджментот. Имаше тука и кај нив и одредени, би рекол, проблеми заради и политичките состојби, кај нив некои нестабилни влади беа кај нив долго време и така натаму. Значи, во секој случај, здравствениот менеджмент им беше климав. Сите мерки што ги презедоа или што ги презема беа, да кажам, половични. И нешто друго исто така одигра улога кај нив, што менталитетот на некој начин медитерански им се одмазди. Затоа што тие до неодамна, ако не и се уште, добар дел од популацијата не ги сваќаа сериозно мерките, па имаше некоја проценка пред некој недела-две дека се уште 40% од италијаните излегуваат и си шетаат по шеталишта, по излетнички места и така натаму. Да речеме нешто што е непоимливо за Шведска, нешто што е непоимливо за Германија, ако сакате, нешто што апсолутно не можеше да се смисли во Кина. Па дури, ако сакате, и во последно време во Соединетите Американски држави, ама и тие некако покажаа дека се недораснати за справување со пандемија. Прво затоа што се популација од 330 милиона, прво затоа што цела држава им е на цел континент, трето заради тоа што се расцепкани на федерална основа 50 држави има со 50 различни здравствени системи, значи еден расцепкан здравствен систем кој што од централно ниво, од федералната управа, да кажам, не може да се контролира. Таму имате сега проблем во Њујорк, имате проблем во Њу Џерси, ама ќе имате проблем и на Флорида изгледа и во други држави, меѓутоа немаат некоја, би рекол, координација каде што централна власт би дрмала и би пропишувала мерки кои што ќе бидат строги за сите. Мислам дека тоа ќе им се одмазни, меѓутоа они се богата држава и се носат здраво, се носат машки, едноставно затоа што се богата држава. Но некои апокалиптични сценарија велат дека
А јас тоа го читав уште кога има 3000 случаи, дека може да им се случи 95 милиона од популацијата, значи 1/3 да им заболи, и дека може да очекуваат некаде околу пола милион мртви. Сега гледам проценки некои дека се прават дека меѓу 1 и 2 милиона мртви се очекуваат кај нив. Туку да се вратам на Италија. По Во моментов они имаат потврдени, значи заразени потврдени имаат 379.000, со тоа што и председателот Трамп рече дека идната недела ќе биде најкритична и најтешка, најверојатно тоа стручњаците му го кажуваат, за Соединетите држави. Па видите, ако зборуваме вака во некои глобални рамки, таа бројка на 330 милиона популација и не е некоја голема. Проблемот е што кога ќе почне да се распалува тој пожар, само ќе ве потсетам на Австралија пред некој месец пожарите. Да. Кој ќе мало оганче кој ќе се распали во сува борова шума. Со години го гасат, па уште не го имаат узгаснато. И кога ќе се случи огнена стихија, па нема сила што може да ја изгаси. Во тоа е тежината и проспективно гледано и со проблемот со COVID-19. Не во апсолутната бројка на заболени и умрени. Па на 7,7 милиарди население на планетата Земја. Има некаде болни околу милион и мислам сега 390.000, ја имам бројката во моментов на екран. 1.390.511 во овој момент според статистиката на Џон Хопкинс универзитетот. Нека биде толку. И нека биде уште едно 50% оние кои што се асимптоматски нерегистрирани. Еве нека се 2 милиона. Нека се 2 милиона. 2 милиона на 7,7 милиарди е ништожна бројка. Исто како и оние 80 и 90.000 на 1,4 милиарди во Кина. Некој ќе рече, па вие се мајтапите, па тоа не е голема бројка, голема работа. Ако земе да пресметуваме стапка на морбидитет, ќе испадне 0,0 не знам колку на милион жители. Така. Но не е во тоа работата. Работата е во тоа што дека таа бројка многу лесно може да отиде во вселенски височини, заради тоа што имаме апсолутно, велиме стручно, наивна популација, како светско население. Наивна во смисла на дека не поседува никаква специфична одбрана. Исто како шумски пожар кој ќе фати да гори низ среде лето во меѓу исушени стебла. Во тоа е опасноста. А не е во опасноста дали имаме ние сега речиси 600 болни, денеска се регистрирани, 599 во Македонија, нели? И 26 умрени. Ама тие 600 души на речиси 2 милиона население, за еден месец можат да станат 50% од нашата популација. Токму заради овој момент на непостоење на колективен тотална наивност во наводници, стручен израз, на популацијата, бидејќи нема никаква специфична заштита. Кај нас има во односот спрема другите земји, например спрема Бугарија, ние имаме многу голем број на смртни случаи. На 599 заразени ние имаме 26 смртни случаи, што процентуално е катастрофа. Зборам статистички. Да, видите, јас не сакам да коментирам околу начинот на третирање на болните. Мислам дека ние навистина располагање со клиничари, особено инфектолози, кои што се сега први надлежни таму, меѓу најдобрите во Европа, се осмелувам да кажам. Тој еден друг мој колега во една прилика го има констатирано, и тоа не е спорно, нивната стручност. Јас би рекол дека тука станува збор за две работи. Едната работа е што кај нас, заради нашиот менталитет, се воспостави нешто што е својствено, еве да речеме слично нешто во Битола има.
Не смееш да кажеш дека си болен. Ако кажеш ќе те жигосаат, ќе те анатемисаат, како на времето првите случаи со СИДА кога се јавуваа. Се сеќавате случајот во Прилеп со оној несреќен човек, што не сакаше никој леп да му продаде во пекарница. Во случајов се случува повторно еден феномен, ако кажеш или ако се дознае дека си болен од COVID-19, дека носиш коронавирус, па ти си не баре како лепра да имаш, како да си од чума болен, те изопштува средината, те анатемисува средината, маалото, градот. И зошто го велам ова? Околу смртност. Ова е причина што верувам дека добар дел од оние што ќе се разболат сега од коронавирусот, молчат долго време пред да признаат дека имаат симптоми. Молчат, се мачат дома, не се јавуваат на оние телефони дежурни, не бараат помош, стравувајќи дека ако се констатира дека се болни од COVID-19, дека тоа за нив ќе значи доживотен жиг, анатема како некој да ќе фрли врз нив ако признаат дека се болни. И мислам дека тоа утајување и доснење со пријавување на здравствениот проблем е една од причините што добар дел од нив се јавуваат во некоја фаза кога болеста прилично, кога веќе нема да можат, кога ќе напредува болеста широко низ нивниот организам и се хоспитализираат во некаква состојба практично во напредната фаза на болеста. И тога што може да направи и најспособен доктор? Тоа е едната причина. Има и втора причина по моје длабоко убедување. И тоа се обидувам да го сугерирам на естаблишментот. На почетокот на кризава, да ја наречам, беше кажано на оние телефони на кои што треба да се јават луѓе што имаат проблем, некаква мака здравствена и така натаму, тие што дежурат на тие телефони да им земат така наречена епидемиолошка анкета. Во таа епидемиолошка анкета, интервју, да ги прашаат дали биле во контакт со болен, дали престојувале во некоја од земјите, во тоа време беа на така наречена црвена ризична листа, па имаше... Како можеме денеска да знаеме дали сме биле во контакт со болен или со заразен? Ама тоа сакам да ви кажам. Значи на почетокот беше така. Да. Имаше тој така наречен алгоритам еден, по кој што тие на телефоните, колеги, го распрашува граѓанинот, дали си бил во таа и таа земја, не сум бил. Аха. Дали си бил имал контакт со заболено лице или контакт, не сум имал. Океј, тогаш тоа што го имаш како здравствен проблем, сигурно е обична настинка или грип. И тоа функционираше, ако искрено одговарале тогаш граѓаните, функционираше на некој начин. Сега веќе имаме она што се вика распространување на болеста во заедницата, community spread. Веќе не важи тој алгоритам. Веќе небитно дали сум бил или не сум бил во било која земја ризична. Сите се сега ризични околу нас. Тоа е едно. И второ, од кај да знам јас со кого сум бил во контакт и како сум бил во контакт и дали тој некој е инфициран, позитивен или е болен, или асимптоматски болен. Појма немам. Шеташ во продавница, можеш да налеташ на мина, односно на невидлив, подмолен сејач на вируси. Така што тој алгоритам кој што се уште се применува на дежурните телефони е депласиран веќе. Јас знам случаи кај што биле одвраќани граѓани што ќе се јават со симптоми од респираторна проблематика, со респираторни симптоми, биле одвраќани, а не тие ништо што не си бил во контакт со болен. Што предлагате вие? Јас предлагам дека мора подитно тоа да се напушти како пракса. И што да се примени? И да се примени следното. Секој што ќе се пожали на такви симптоми, не знам колку тоа да значило оптеретување и потреба да се мобилизираат дополнителни тимови на медицински екипи кои што ќе дојдат во домот на човекот што има такви симптоми, да појдат, па нека се мобилизираат
поѓаволите невработените доктори, нека се мобилизираат, не знам, студенти на медицина нека се мобилизираат. Како што Италија направи затоа што им заболеа 10.000 лекари, мора да регрутираат студенти незавршени на медицина да ги внесат во системот затоа што им беа пред колапс здравствениот систем. Така е. Дека така ние набрзо ќе дојдеме и во таква ситуација. Така е. Значи ние апсолутно не можеме да си дозволиме луксус да го откачиме, простете на жаргонов, граѓанинот што се јавува и бара чаре, бара помош и вели кашлам, суво, ме боли во градите, имам или немам висока температура, да му речете, аха, имаш ти негативна епидемиолошка анамнеза, што не си имал контакт со заболен или не си бил во странство во некој од земјиве, не ти е ништо, најверојатно е грип. Ве молам, тоа е апсолутно неетички. Не знам колку да има, да ги наречеме лажни узбуни. Како треба да се третира тогаш ако некој има ли некаков третман? Лек нема. Туку третманот е витамин, инфузија, што? Ќе ви кажам, само ова да повелете, мислам дека завршивте, се извинувам. Да се прати екипа кај секој што ќе се пожали. И на секој да му се земе бриз за анализа, за тестирање. Тест да се направи. Тест да се направи, значи брисеви се тоа, медицинската екипа што би дошла му зема бриз од човекот што има проблеми и после неколку часа, нели, во лабораторија кога се добие резултат се знае дали е позитивен или негативен. Што се однесува до третманот. Па третманот до неодамна, кога и кај нас официјално министерот донесе одлука да се користи онаа шема на еден стар, добар антималаричен лек, хлороквин и хидросихлороквин, и еден исто така популарен и злоупотребуван доста од нашето население, па после имаме резистенција кон разни бактерии, но тоа е друга приказна. Сумамед, сте чуле сите за сумамед, или азитромицин, како што се вика официјално, генеричкото име му е азитромицин. Значи, таа комбинација се користи како специфична терапија, која што е покажана дека функционира, дека дава одредени резултати. Таа против маларија кинин е во суштина? Молам? Лекот против маларија е во суштина кинин? Да, лек против маларија е тоа. Кинин? Не е кинин, има ова е хидросихлороквин. Од истата категорија антималарици и со кинин се правени експерименти, мислам дека нема покажано добри резултати, ама да знаеме дали да пиеме швепс, пошто швепсот има. Да. Не, кининот не е покажан како ефикасен. Добро. Ако бирате меѓу хлороквин и хидроксихлороквин, тоа се две варијанти на еден ист антималарик. Хидроксихлороквинот е покажан како поефикасен и на нашата клиника се користи токму тој во комбинација со азитромицинот. Меѓутоа, пазите, една квака, една закачка. Catch 22, викаат американците. Catch 22, да, култниот филм од пред 100 години. Таа квака е дека најефикасна е оваа терапија ако се аплицира што е можно порано. Сега, ако го земе предвид она што предмалку го зборував за оној срам пусти да не се признае дека си болен, да не кажеш дека си болен, па чекаш до последно додека не почнеш да збрефташ и да губиш здив, а тогаш веќе белите дробови се зафатени. Тогаш кога е напредната веќе болеста, јас не знам кои се ефектите на ваква терапија, тоа треба клиничарите да кажат. Значи, ова го правиме да не дојде вирусот да ги зафати, значи во рана фаза да почнеме да го третираме колку толку организмот да го подигнеме неговиот имунитет да не дојде до белите дробови. Нема да го подигнеме имунитетот, едноставно дејствуваме на механизмите на дејствување на вирусот. Вирусот не се убива вирусот со терапијава, туку се возможува да се врзе за хемоглобинот и да оневозможи, да кажам, организмот
да дише. Сакате да ми кажете дека третманот е уствари делуваме на вирусот, а независно дали нашиот имунитет е или не, ние сме го обрале бостанот? Имунитет Ја затоа што искрено верував дека со здрав имунитет ја можам и на нога, затоа што сите ваши колеги велат некој ќе покаже симптоми. Некој вика уопште нема да го почувствува, вика. И ја носам заклучок дека е тоа заради имунитетот. Тоа е заради, да ве исправам, се должи заради неколку елементи, би рекол. Едниот е дали сме ние во, да кажем, топ форма физички, дали сме Тоа е тоа. Дали сме помлади, да речеме на 13 години возраст, споредено со сите други возрасти, кај еден човек, имунитетот е најснажен. Така. Значи, Добро? или ако сакате попрецизно, организмот е најмногу во состојба да одговори адекватно со имунодговор. Добро. На провокација, на напад од надвор. И тоа се држи така докај некои 40 на години и потоа опаѓа постепено. Заради тоа и клиничката слика, да кажам, е во директна некоја корелација со возраста на заболените. Најлесна клиничка слика имаат најмладите, па потоа како оди возраста, како напредува, клиничката слика станува се по-тешка, да кажам, и најтешко поминуваат оние таму преку 80 години. Тука едно дополнение би кажал, би имал дека не е само возраста, туку исто така и општата кондиција на организмот во смисла на постоење или непостоење на, ги нарекуваме, коморбидитети. Некакви здравствени проблеми, хронични, кои што човек си ги носи и кои што можат да придонесат потешко да си помине ако се зарази со коронавирусот. Океј. Ајде да ја забрзам малце разговоров за повеќе информации да извадам. Дали овие луѓе во ризична група имаат повеќе шанси ако што е можно подоцна заболат од ова, зборам временски подоцна, ако до година заболат од ова, дали имаат повеќе шанси? Заради развивање на имунитет и слично? Или реално пак можат да развијат таква слика? Има нешто што во интересно прашање, јас ќе се обидам да ви одговорам по аналогија со некои други болести. Постои можност. Колку повеќе се шири вирусот низ популацијата, невидливо, зашто може да инфицира без да има манифестни случаи. Колку повеќе тоа го прави. Ние не знаеме се уште, ама по аналогија ако размислувам, а аналогијата е со, да кажеме, заразната жолтица, со хепатитис А, и ако сакате со колерата во онаму каде што е ендемска во Бангладеш и во делтата на Ганги Брамапутра, таму има домашно животно. Кај нив заболуваат најчесто деца до 5-16 години. Кај нас од хепатитис А заболуваат најмногу, ние сме ендемско подрачје за хепатитис А, колку да ви кажам, заради немиење раце. Ние немаме навика да миеме раце. Нашите деца не се воспитани доволно, ова е да кажам, на сметка на родителите. Нашите деца не се учени од мали нозе, во просек зборувам, да мијат раце. Ние сме ендемско подрачје за заразна жолтица. Кај нас секој ноември имаме пик на заразна жолтица. Обично од заразна жолтица не заболуваат постари генерации. Зошто? Исто како колерата во Бангладеш. Заради тоа што се случува нешто. Ама чекај, репетирам. Да, ќе го правам. Се случува нешто кај сите нас што се вика тивка имунизација. Доаѓаме во контакт со така наречени субинфективни дози кои што не се доволни да предизвикаат инфекција, ама се доволни кој ќе да го побуди и одбранбениот механизам на да го побуди организмот да произведува антитела специфични, ама нема да дојде до манифестна инфекција.
таквите тие тивки повторувани, често повторувани изложувања на субинфективни дози, да речеме кај А хепатитот, доведува до конечно развивање на полн имунитет и постарите генерации не заболуваме од А хепатит во Македонија. Да скратиме, генерално приказните пушти го нека си игра во калта, ќе развие имунитет, таа приказна не важи. Ние го имаме тоа како фолклор, ако нека не е страшно, ќе развие детето имунитет. Тука ве разбрав. Дали вирусов ќе слабее со тек на време? Бидејќи сите вируси мутираат. Дали затоа што влегле во организмот, па престојувал 5 дена, се борел можеби со нешто и така натаму, па ќе се пренесе и така натаму, не знам кои се механизмите. Дали за година дена овој вирус ќе биде исти и дали генерално ќе може да биде послаб или може да измутира, да биде уште полош и да завршиме со целава работа со планетата. Докажано е досега дека имало една мутација во средината на јануари во Кина и од оној оригиналниот сој, така наречен сој S, настанал негов наследник, би рекол потомок, сој L, кој што циркулира и понатаму, ама циркулира и оној првиот. Оној првиот, да кажам, од кој што потекнува овој новиот, предизвикува потешка клиничка слика и го има во оптек околу 20-30% меѓу населението. Значи, два соја предизвикуваат инфекција. Тој што предизвикува потешка клиничка слика е околу 20-30% присутен и овој новиот... Одличен одговор, докторе. Новиот го има во 70% од случаи како агенс што предизвикува инфекции, ама предизвикува полесна клиничка слика. Сега, дали понатамошните мутации, а вирус не може да не мутира, но за среќа до сега се констатирани, мислам, околу 3-4. Секогаш мутира надоле. Мислам, ослабува. Дали ќе мутира надолу или ќе збесне и секој нареден сој ќе представува повирулентен сој од оние претходните, не можеме да знаеме, ама по аналогија да се надеваме дека... Имаме ли таков пример во историјата на човештвото? На цивилизацијата? Обратен? Да ви кажам, со вирусот на морбилите постои една карактеристика што кога се случува пасажа, поминување од домаќин на домаќин, тој станува повирулентен. Не сакам да правам аналогија со вирусот на морбилите, но дефинитивно постои таква можност. Значи, очекуваме ако после сој S и сој L да се надеваме ако се појави SLM, сој M, дека тој ќе биде уште поблага верзија, уште попроширена, а ние да развиеме некаков имунитет. Докторе, ни кажавте многу интересни работи и не сум знаел колку интересна оваа ваша професија во сегментот на статистиката, медицинската статистика, затоа што сега низ овие колку 60 минути дознав колку може да биде корисна. А сега да ве навлечам на едно нешто друго ме интересира, што не знам дали ќе ви биде во рамките на шпекулацијата или на вашата професионална определба. Што е вирус? Што е вирус? Да. Па би рекол тоа е едно суштество, еден жител на планетава од меѓу најмалите, би рекол, од сите микроскопски суштества, микроорганизми. Тоа е субмикроскопско суштество, со обичаен микроскоп не се гледа, освен со електронски. И представува, да ви кажам, некаков преод меѓу неживото и живото. Токму тоа ми е трик прашањето, бидејќи ваши колеги се убедени
дека имаат и тези, ја еден австралијски се обидувам да го донесам исто вака преку Skype, ваш колега, не е македонец, австралијанец е, ама бидејќи не одговара, изгледа можеби не ни сам верува во тезата, ќе ви го пратам неговото видео, каде што он тврди дека вирусот не е жив. Не е живо суштество. Не можеме да го третираме како живо суштество. И начинот, он што прави на организмот, вика, знаеме како делува бактерија. Бактерија е жива. Вика, и знаеме како ја труеме. Овој не можеме да го труеме, а делува повеќе како загадување на организмот, одошто како болест на организмот. Бидејќи ние не заболуваме од вирусот, ние заболуваме и имаме последици од присуството негово во самата клетка. А клетката го третира како загадување, како тело кое не живо тело кое ја јаде, туку ја загадува. И тука е една интересна дебата, гледам, дека нема конкретна, толку ја приметив, секако вие ќе си кажете, дека нема конкретен консензус во научниот свет дали вирусите се живи или мртви. Но според мојата логика, прашањето е, ние лечиме, убиваме вирус и како можеме да убиеме вирус ако е веќе он навистина мртов? Малце шпекулација муабетов. Ајде да речам, полуживо суштество е. Да не е мртво, нели? Не знам што е тоа полуживо. Не, па тоа е исто, бидејќи структурата, знаете како, вирусот, или се вика вирион, додека не навлезе во клетката, вирионот се состои од практично од една молекула на РНК или ДНК, рибонуклеинска киселина или дезоксирибонуклеинска киселина. Так. Дезоксирибонуклеинската киселина и дезоксирибонуклеин ацид, па ДНА или ние ДНК го викаме, наша кратенка македонска, нели, ДНК или ДНА. Има две спирали, две аланци, два хеликса, така изгледа на ДНК, со карактеристики, внатре со своји карактеристики, тоа е практично генетскиот материјал на вирусот. Во случајов со коронавирусите, тоа се РНК вируси, значи еден ланец има. Рибонуклеинска, а не дезоксирибонуклеинска. Не дезоксирибонуклеинска, Так. туку само рибонуклеинска. Значи нема два ланца, туку има еден ланец, само една спирала. Една спирала на генетски материјал. Практично тоа е еден, да кажам, суштеството или створот, наречен вирус или вирион, се состои од еден ланец на рибонуклеинска киселина, овој нашиот пријател, кој што е пикнат во една обвивка протеинска, што се вика капсида, вака стручно да речем, но има, некои немаат, ама овој има една липидна обвивка што се вика енвелоп или плик, коверта. Нема други органели внатре. Нема како една клетка. Една клетка е едноклеточен организам. Организам има цитоплазма, Golgi систем, има 300 работи во него. Така. Значи има цел практично. Што ти значи кога ќе имаш кец по биологија, па мораш да се спремаш за испит, како ја, оти бев ученик, и после 30-40 години ги знам. Жена ми све имаше петки, ништо не памти од овие работи. Бубалица. Се извинувам. Вие додека говорите, ја го илустрирам, го најдов вирусот, токму она што го зборите со еден стринг во јадрото, со двете тие обвивки и продолжете ако сакате да се изразите, а вие како го перцепирате? Ова е живо или неживо? Па видите, штом се однесува како паразит, тоа е идеален паразит. Внатрешно клеточен паразит. Тој не може да обстане самостојно. Самостојно мора секогаш да се наоѓа за да вирее, за да обстојува, практично да паразитира во јадрото
на клетките на домаќинот. Било да е тоа животински домаќин Во јадрото, значи. во јадрото. Во Не во јадрото, телото, во јадрото бара па да тој влезе. преку телото влегува, ама ќе се пикне во јадрото. Јадрото. Користи- Зошто иде во јадрото? Што го влече таму? За да може да се репродуцира. Практично генетскиот материјал на клетката домаќин, било да е тоа човек, било да е животно, било да е растение. Првиот вирус е откриен од 1898 година од еден ботаничар, холанџанин, не ми текнува името. И тоа е вирусот на така наречениот тутунски мозаик, болест една мозаик кај растението, кај тутунот, лисјата на тутунот. Тогаш прв пат е откриено дека постојат и вируси во оној период кога се откриваат микроорганизмите. Значи, на вирусот му треба генетскиот материјал на клетката домаќин, Еве го тој тобако, во моментов го илустрирам како една тобако мозаик, чудни форми. Да, некои Тобако долги мозаик. цевчиња. Добро? Тобако сите се- мозаик вирус. нели? Да. 1898 ми се чини. А, 1892 година предпоставено дека тобако мозаик е предизвикан од некој микроорганизам што не е бактерија. 1886 од Адолф Мајер. Прв Така, го не- опишал тобако мозаикот, болеста тобако мозаик. 1892 Димитри Ивановски ги дал првите конкретни докази за постоењето на небактериски инфекцијски агенс. Така е. И од тогаш се најдени преку 5000 различни видови на вируси кои што можат на човекот да му предизвикаат проблем. Сите се до еден интрацелуларни паразити, така ги викаме, или она што ме прашавте, тој навлегува во генетскиот материјал во јадрото на клетката домаќин и таму го користи генетскиот материјал, значи ДНК во јадрото на клетката, за да се реплицира, за тој да се размножува, за да се создаваат нови и нови вируси. Практично, оној момент која ќе ја исполни клетката во која што паразитира, излегува од неа, излегува во вид на пупки заради кои што некои заговорници некои теоретичари на заговор велат не постојат вируси кои што влегуваат од надвор, туку клетките сами ги испуштаат вирусите како отпаден материјал. Разбирате? Зошто? Заради тоа што начинот на кој што Како вирусот... детоксификација. Ама нема врска. Еве зошто. Значи, вирусот влегува, во случајов, еве, преку респираторен пат, преку слузокожата на респираторниот систем, преку слузокожата на дигестивниот систем, преку слузокожата на очите, конјуктивата, влегува во организмот, се врзува за одредени рецептори и почнува да навлегува прво локално во клетките на домаќинот, конкретно на човекот. И се размножува една по една ги освојува. Како тоа една по една? Да речеме во една ќе влезе, или повеќе кратни такви пенетрации во повеќе клетки има, зависно од инфективната доза. Зависи колку вируси влегле, зависи колку вируси сме вдишале, толку како прв чекор, во иницијалната фаза, толку повеќе клетки наши ќе бидат заболени, конкретно во слузокожата да кажеме на ждрелото или во носот. Од една клетка вирусот откако ќе се размножи доволно, ќе ја исфрли, не му треба веќе, таа е мртва клетка и излегува од неа преку нејзината клеточна мембрана како пупка. Пупките прскаат и тој се да речам освојува, односно се лепи за површината на други клетки соседни. Па и нив ги освојува, па кога ќе се преполни клетката со новосоздадени вируси, повторно со пупење се распрснува
излагуваат вируси и освојуваат нови и нови и нови и нови и нови. Во еден момент, кога ќе се постигне некоја, јас да ја наречам критична маса на размножени вируси во домаќинот, човекот или животното, доаѓа до момент кога ќе почнат да се јавуваат првите симптоми. Или нема да се јават симптоми. Сеедно. Дали ќе се јават или не, тоа не зависи само од да кажам, одбранбените сили на организмот, зависи и од некои особини на вирусот. Едноставно, кај овој вирус е покажано дека меѓу 18 и 50%, барем сега така се мисли, одат асимптоматски, да ги наречеме носители се само на вирусот тие поединци. Зошто не заболуваат тие? Заради општата кондиција и состојба на организмот или одбранбениот механизам? Една од претпоставките е дека нивниот имунолошки систем е доволно моќен да го сузбие, да го потисне вирусот до таа мера што тој инфекција предизвикува, присутен е, но не оди дотаму да се испоразмножи за да предизвика клиничка слика. Дали тие луѓе имаат имунитет тогаш? Дефинитивно да. Дали тие луѓе со тој имунитет, наместо да го правиме на крави, можеме да го искористиме за вакцина или да им се помогне на другите со крвна плазма? Вашиот колега Горан Трајковски од болницата Баварија во Германија го спомна дека е возможно и таков третман. Па да ви кажам, тоа е нешто што ми се чини сега веќе во понеделник, кај нас се разгледуваше, не знам дали се одржал, се планираше во понеделник да се одржи состанок на стручниот колегиум на Институтот за трансфузиологија, кај што би се расправало, а технички можности има. Токму за ова што го збориме. Имено за ова. Дали се во можност од оние кои што кај нас се веќе оздравени пациенти, а тие се 30, колку што јас следам бројки. Сега ќе ви кажам точно. 30 оздравени, од нив да се земе крв. Точно, 30 во право, одлично, кажавте, 30 излечени се во моментот во Македонија. И ние точно знаеме кои се. И точно знаеме кои се. Значи, од крв на прележан болен, кој да е, сега во принцип зборувам, се одвојува плазмата и се прават одредени интервенции да се, да кажам така, да се концентрираат специфичните антитела кои што се развиени, така наречени ИГГ антитела, кои што се создадени против COVID, против коронавирусот. Таа плазма, ако се даде, сепак исто како и терапијата, ако се даде во пораната фаза на болеста, се смета и покажано е дека има извонредни ефекти. Впрочем, тој начин на третман на заразни болести со конвалесцентна плазма го викаме, не е непозната работа. Тоа на времето кога имавме проблем со дифтерија се правеше со дифтеријата се прави кај полиомиелитис, кај детската парализа и кај други заболувања. Значи тоа не е ништо ново, но во случајов ќе се искористи во случај со болните од COVID-19. Ако можеме да шириме вируси и бактерии едни на други, дали човекот, ако е, например, сопруг или сопруга излечена, дали при нивните размени на флуиди, зборам бакнеж, зборам однос и така натаму, можат да си го подобрат еден на друг имуниот систем? Дали брачните сопружници, ако едниот ја прележал болеста, другиот бил изолиран, блискоста негова, нивна, може да и помогне може да помогне на партнерот во... Дали постои такво нешто, бидејќи како тотален лаик ве прашувам? Тоа е интересна обсервација, интересно размислување. Јас, колку што сум информиран, се обидувам да читам пошироко, но немам најдено такви примери и такви обиди да се создаде, да кажам, на тивок начин со тивка имунизација, она што го спомнав
пред малку за А хепатитот, да речеме. Дали е тоа можно и со овој коронавирус, новиот, со таа така наречена тивка имунизација, значи со така наречени субинфективни дози, ако е бомбардиран постојано во подолго време една особа, брачниот другар да кажеме, дали тоа ќе предизвика само тивка имунизација или ќе предизвика сепак инфекција, ама без симптоми, тоа досега не сум сретнал дека е констатирано. Дали излечениот има во себе вирус? Излечениот во себе не смее да има вирус, зашто тогаш не би бил излечен. Досега и заради тоа се прогласува за излекуван само оној кој што, тоа е според препораките на Светска здравствена, па и кај нас се применува, ако покажат два последователни теста на вирус негативни резултати. Точно е дека во Кина е констатирано, и не само во Кина, дека неколку кратни тестирања кај поединци што ја имале болеста, па ја прележале, клиничките симптоми исчезнале кај нив, неколку кратни тестирања покажале негативен резултат, за наеднаш после 5-6 тестирања наеднаш позитивен да. Што значи тоа? Тест да добијат. Наеднаш позитивен тест. И сега, нели, тука се поставува прашање дали број 1 станува збор за лажно негативни резултати на тестот, или е тоа геномот, а можеме ние да го разликуваме геномот кој го создаваме како антитело од вирусот? Точно и прецизно, така? Молекуларната техника или тест, така наречен PCR, директно ја идентификува РНК на вирусот. Значи го детектира вирусот. Добро? Дури делови на РНК од вирусот да имат, методата ги фаќа, ги идентификува. Јасно. 10 вируса да има, до таа мера е сензитивноста, 10 вируса, буквално 10 парчиња вирус да има, ќе бидат идентификувани. Тоа е стравно. Најдобар одговор можен ми дадовте, да? Доискажете се. И сега, се случува, како што ви велам, евидентирани се тие примери, 5-6 пати го тестираат и негативен. Шестиот пат, ова сега фигуративно го кажувам, импровизирам, шестиот пат позитивен. И се постава прашање зошто? Дали вирусот во меѓувреме некаде тлее и има некаков механизам на мимикрија, на маскирање, за да не биде уловен, а и тоа е познато, но некај овој вирус, ама не се знае. Ќути не кажи се. Или станува збор за... Хипохондрициве уште тоа им треба. Да не зборам многу. Да. Или станува збор за едноставно лажно негативен резултат заради технички проблем со изведувањето на тестот. Ако не земеш добро бриз од пациентот, може многу лесно да се случи после тестот да не ти биде како што треба. Може ли повторно да заболи? Еднаш излечен и тој што разоболи. Третата можност е, што е најнеповолна, да станува збор за реинфекција. Ако станува збор за реинфекција, за повторена инфекција со вирусот, тогаш сме го обрале бостанот, да простите. Зошто? Затоа што тогаш, ама ова е сега само шпекулација, дозволете. Дека он измутирал да се да стане отпорен на нашите тогаш значи дека клетки. Дека траењето на специфичниот имунитет е краткотрајно, како вирусот на настинката. Не слушнав, не ала, не слушна ла, не чув. Ама јас ќе ви кажам сега една четврта опција. Добро. А може да стане реинфекција со вирусот, ама со друг сој. Нели кажавме пред малку, оригиналниот слој S мутира и се претвора во слој L, па тој може да се претвора во некој друг. Не знаеме дали може би станува... SL, M е следното, да. Не знаеме, но дефинитивно, бидејќи ние не знаеме всушност колку е траењето на
специфичниот имунитет на кај прележаните. Колку долго се одржуваат ИГГ антителата? Па нели е имунитетот траен? Нели е тоа веќе запишан во базата на податоци? Татко ми, Бог да го прости, кога отпатува за Индија во време на вариола вера, доби пред да патува доби вакцина против вариола вера и доживотно имаше имунитет. Така е, но не е со сите вируси така. Добро, готово. Не е со сите вируси така. Иако одговоривте вечерва, сосема последно од мене, го одговоривте 3-4 пати, што да направат заболените да не дојде најстрашното, а најстрашното е да се спушти во белите дробови. Повторете уште еднаш, ве молам. Значи, што треба да направат оние што ќе заболат? Јас предлагам, бидејќи не знаеме, нели, кога ќе ги почувствуваме сите симптоми респираторни и така натаму, на што се должи, особено ако се движиме во ризични средини, ако сме на работно место кај што има циркулација на луѓе во поголема мера и така натаму, значи реална е шансата да дојдеме во контакт и со инфицирано лице. Јас предлагам дека сите што ќе почувствуваат такви симптоми да не прават веднаш паника, туку да почекаат да видат дали ќе има еволуција состојбата, нели, за да не креваат лажни узбуни. Сепак, иако реков на почетокот, алгоритмот не функционира, ама сега секој што ќе шмрка и што ќе почне да кашла, ако фати да се јавува по телефоните, тоа има да стане хаос. Ама рековте па дека сега тоа не функционира, дека мораме сите да ги земеме сериозно тие на телефони, дека тој алгоритам не функционира првиот, вториот, малце ме збунивте сега. Еве ви велам, значи штом ќе почувствува симптоми, да остави неколку дена да види дали ќе има еволуција, односно влошување на состојбата. Ако му се јави нема да биде предоцна? Ако му се јави висока температура, макар и вториот ден, веднаш да се јави. Значи високата температура укажува на воспалителен процес и веднаш реакција. Укажува дека се случува нешто што може да ескалира во неповолна насока и заради тоа би требало тогаш веднаш да се инсистира. Ако ја малку се закашлам, богат сум, можам да си дозволам 1200 денари и да му се стина и да се тестирам, одма да трчам, да правам или не. Дали треба повторно да се ретестирам? Што препорачувате вие? Или во Жан Митрев или во друга клиника кај што има веќе тестови? Постои можност и тоа да го направите. Сега јас не сакам паника да кревам. Некогаш во некој медиум во некој коментар ме нарекоа јавач на апокалипсата дека само дигам паника и така натаму. Не би сакал тоа така да звучи. Знаете, колку да е короната присутна кај нас. Еве, врз основа на теоријата на веројатност. Па околу 600 души се дистрибуирани во речиси 2 милиона население. 200 и нешто се во Скопје. Ама Скопје има 700.000 жители. Независно дали се концентрирани во една, друга или трета населба. Навистина е веројатноста да сретнеме инфициран човек, реално вака сега зборувајќи, да сретнеме инфициран човек во продавница е релативно мала. Релативно мала. Така, се уште сме сезона на настинки и на грипови. Многу е поголема веројатноста да сте настинале, да сте добиле обична настинка, значи да сте заработиле вирус на обична настинка, или грип, наместо коронавирус. Вака сега чисто по теорија на веројатност. Така што, ако немате зголемена температура, нема зошто веднаш ако добиете, да кажам, запнат нос и почнувате да кивате, веднаш да трчате да се тестирате. Вака, гледано реално. Ако ескалира целата работа и почнувате да чувствувате кршење на снагата, болки во зглобовите, болки во мускулите. Па тоа ми е секоја година, бе, докторе. Секоја година ја умирам помалце. Секоја година ќе ме спука, ќе ме здрави крв од носот, море болки ова
И секако 2-3 парацетамола, многу витамин С и кукурексум после. Како во сегашнава ситуација, кршење на снага со покачена температура, дефинитивно би било, според мене, индикација да појдам да се тестирам. Со оглед на констелацијата на односи во кои што сме сега. Готово. Апсолутно, ве разбрав. Ја немам повеќе прашања. Ќе дојдам да ми испратите електронски подпис дека сум бил на предавањево, нели? Па да се договориме за датум за полагање. Во ред, докторе, ја ви благодарам многу. Се надевам дека од вашево излагање гледачите ќе имаат некаква утеха и ако има некоја потреба, ја би ве замолил во догледно време, ако има потреба некаква, да направиме уште еден, не мора толку долг разговор, затоа што стварно навистина беше изворедно ова ваше предавање, за до објаснување на некои работи. Сепак, општата популација, нели, рековме нашето, ние се уште се учиме раце да миеме и тоа е нашата трагедија. Така што ја би ве замолил, ако сте слободни за известно време, ако има потреба, повторно да се слушнеме. Со задоволство, ако ми дозволите две реченици на крај. Ја ви благодарам за крај. Нема проблем. Денеска е Меѓународен ден на здравјето, 7 април. Уште ли сме во 7 април или пречекоривме во уште сме 7? Би го честитал празникот на сите мои колеги, на оние што се во првата линија на фронтот, кои што посветено си ја вршат својата професионална мисија. Мислам дека навистина тоа се најдрагоцената категорија граѓани во моментов што ги имаме и навистина мислам дека треба да им одадеме признание сите и дека конечно јавноста наша која што до неодамна беше навикната да плука по нас докторите, нели, и да не обвинува за се и се што, а и да ве тепа. Сепак и дури и тепани беа докторите, мислам дека сега конечно ќе се свати што значи и која е вредноста на оваа професија. Тоа е една работа. Втора работа би апелирал до колегите да внимаваат малку повеќе на себе. Знам дека се исцрпени, знам дека апсолутно се соочени со предизвици, но мислам дека пред се мораат да внимаваат на себе. Има заштитна опрема, но сепак нека внимаваат и на своето ризично однесување, да не мислат дека ова е обично грипче. Да не веруваат на мал милион YouTube видеа од разни експерти кои што го релативизираат проблемов. Грипче ќе помине и така натаму. Нека да пуштиме да помине, полесно ќе си поминеме и побрзо ќе си поминеме. Се е тоа, би рекол, фалш. Едноставно, ова е сериозна работа која што без паника, но со една предпазливост разумна, ќе се премавне. Едноставно не може да не се премавне. Со секој нареден ден, со секој нов позитивен, се билда колективниот имунитет и се помалку веројатно ќе станува распространувањето на вирусот меѓу осетливите лица. Така што времето работи за нас, ама треба во меѓувреме да издржиме, да ги, така да речам, филозофски мирно да ги прифатиме овие мерки на туку речи тотален локдаун што не очекуваат од утре, да се посветиме малку на себе си, на семејството, да прочитаме некоја книга. Еве сега велосипед не ќе можеме да возиме. Мислиш дека ќе трае ова долго или мислиш дека... Јанко, јас по теорија по метод на аналогија. Секогаш ми е окото на кај Африка. Во Африка има увезени случаи, ама на прсти да ги изброиш. Види тамо Бурунди, Руанда и така натаму. Таму владее тропска клима. Ние знаеме овде да имаме изгор лето. Како што имаме кочан зима, имаме и изгор лето. Па и на Балканот пошироко, ама ние во Македонија особено. Јас искрено верувам, зашто тоа е и експериментално докажано, дека вирусот
својата липидна обвивка нема да може да ја, докажано експериментално, не може да ја одржува над 50-60 степени. Па на сонце кај нас колку се температурите на асфалтот, И прашувам. преку тоа. Значи, дефинитивно очекувам, дај Боже и во мај да биде жешко времето, А ќе биде? вирусов да стивне, едноставно нема да може да ги издржи пеколните горештини. Со тоа автоматски и силата ќе му спадне, ќе му опадне, инфективноста ќе му се намали. Но дотогаш да бидеме строги со овој карантин, а? Ја мислам дека овој карантин ќе го би рекол ќе го утепа у појам вирусот. Така на крај Многу ви благодарам, докторе. Секој е добро. Поздрав до вас и ви благодарам на сите овие прашања и коректни и некоректни и аматерски, а може би и некој е добро. Ви благодарам уште еднаш. На православните христијани да им го честитам празникот благовест. Тоа не смеев да го заборавам денешниот празник. Амин. Амин. Поздрав до вас, секој е добро, поздрав до вашата сопруга Мина. Секој е добро. Благодарам, пријатно. Почитувани гледачи, ние ќе останеме уште малку со програмата. Мора малце сега само да издишеме, еден блок реклами и имам уште неколку важни работи да споделам со вас.